Почитувани, обезбедувањето на сопственоста врз својот имот за секој граѓанин е врвен приоритет на ВМРО ДПМН. Тоа е вклучено во секој од програмите на кандидатите за градоначалници на ВМРО ДПМН, како и на Коалицијата за подобра Македонија. Овие проекти се значаен дел од 10.112 проекти на ВМРО ДПМН и кандидатите во општините. Благодарејќи на Законот за легализација на дивоградби, 360.000 семејства во Република Македонија во законски утврдениот рок од 6 месеци до општините поднесоа барање за легализација на нивните објекти по цена од 1 евро за метар квадратен. Во оваа 1,5 година беа отворени сите 360.000 предмети од страна на општините. За 40.000 предмети, за кои што беа комплетирани барањата, градоначалниците веќе донесоа решенија и истите се спроведени во Агенцијата за катастар недвижности. Значи сега веќе 40.000 граѓани можат слободно да располагаат со својот имот, да го надградуваат, да го продаваат, да купуваат таков имот, да го дадат под закуп или да го заложат со цел да започнат свој собствен бизнес. Во секој од 70 програми на кандидатите за градоначалници на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, легализацијата на дивоградбите е еден од врвните приоритети која комплетно треба да се заврши во овој градоначалнички мандат. Ако изминатата 1,5 година беше година за комплетирање на предметите со неопходните документи, во новиот мандат секој градоначалник во неговата програма има утврдено рок до кога треба истите да ги заврши. Значи, сите барања за легализација треба да бидат решени во следниот мандат на градоначалниците. Општините во Република Македонија со цел да ги комплетираат овие барања за легализација, веќе започна електронски да се поврзат со Агенцијата за катастар недвижности. На овој начин, преостанатите 320.000 предмети побрзо ќе се комплетираат, односно ќе се докомплетираат. Овој проект за легализација беше на барање на граѓаните и во соработка со единиците на локална самоуправа, а со цел побрзо и поефикасно решавање на предметите. Ние веруваме во кандидатите за градоначалници во ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија и веруваме дека ќе се запазат и реализираат роковите кои што се утврдени во нивните програми. Како и досега, така и во иднина, ВМРО ДПМН ќе дава целосна поддршка на општините и на градоначалниците и ќе им излегуваме во пресред на нивните потреби и на нивните барања, кога е во прашање поедноставување на процедурите и забрзување на нивните проекти во интерес на граѓаните, а кои се од областа на катастарот на недвижности. Како што успешно беше завршена денационализацијата на имотот на граѓаните, така веруваме дека многу пред крајот на мандатот и на градоначалниците во 2017 година ќе бидат целосно финализирани и реализирани легализацијата на дивите објекти. Исто така веруваме дека ќе се решат и предметите за откуп на дворните места, што последните законски измени кои се во законодавна процедура, ќе се овозможи да граѓаните кои што ги легализирале своите објекти сега да можат по 1 евро за метар квадратен и да си ги откупат своите дворни места. Збориме за објекти кои што лежат на земјиште кој е во сопственост на Република Македонија, односно земјиште кој е во сопственост на Република Македонија, а има корисничко право лице од кое иматот на објектот со меѓусебен договор го има откупено. Оваа нова мерка за откуп на дворните места на веќе легализираните објекти ќе овозможи конечно заопкружување на сопственоста во Република Македонија, а бидејќи од општинска надлежност, истата е една од врвните приоритети за кандидатите за градоначалници на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Со сите овие мерки кои општините ги имаат во својата директна надлежност и посветено ќе ги реализираат, ќе се обезбеди конечно решавање на имотно-правните прашања во Република Македонија. Со тоа, граѓаните ќе си ги решат прашањата кои се суштествени за нивниот стандард и за нивната иднина. Ви благодарам на вниманието.